Лидерот на ДУИ Али Ахмети викендов од Кичевско Колари порача дека албанците се единствени и обединети секогаш кога некој го става под ризик албанското прашање. Успеавме да ја победиме империјата наречена Југославија и ги избркавме окупаторските сили. Нашата мисија не е завршена, треба да продолжи бидејќи имам уште многу работа, изјавил Ахмети по повод откривањето на спомен плочата во секавање на консултативниот состанок на илегалното народно движење на Косово, претходницата на УЧК, кој во 1993 година се одржал тамо, пишува Дневник. Има една голема вистина дека НДК имаше најпожртвувани луѓе и неслучајно успеавме да ја победиме империјата наречена Југославија. Организиравме отпор, но другата страна мислеше дека нашата идеја не може да се реализира. Со фанатизам да го сочуваме оно што го создале заслужните луѓе. Тие луѓе денес не се меѓу нас и им одаваме почит токму преку местата каде што се донесени големите одлуки, каде што подоцна следуваше восстание до истерување на окупаторските сили. Нашата мисија не е завршена, треба да продолжи бидејќи имаме уште многу работа, изјавил Ахмети. До сега останува нејасно како албанците се загрозени кога Ахмети зборува за незавршена мисија и за албанското прашање. Ваквите изјави на лидерот на ДУИ доаѓаат во време кога барањата од така наречената тиранска платформа се уште ја брануваат македонската јавност. Иако од ДУИ тврдат дека се работи за заедничка изјава во која со ниту една точка не се загрозува интересот на македонскиот народ. Портпаролот на интегративците Бујар Османи во аргументи на телевизија Нова истакна дека декларацијата на албанските партии представува сумарен извештај од изборните програми на политичките партии, од кои главните точки се ставени на еден документ со цел партијата што ќе влезе во владата да ги поддржи барањата што се во интерес на албанците. Потврдува дека албанците не биле задоволни од химната на Република Македонија и не ја чувствувале како своја. Значи, тоа не се услови кои што се поставуваат за формирање на влада, туку се прашања кои што ги засегаат албанците и се ставени таму како дебата. Пример, прашањето на грбот. Ние веќе имавме во 2009 година промена на грбот. Знаете дека звездата од грбот се смени во собранието. Значи, таа дебата не е табу, веќе имаме промена на грбот, имаме промена на знамето. Тоа се прашања кои што ние ги отвараме како прашања кои што нас не засегаат и најдобро е да ги отвориме отколку да ги ставаме под тепих. Бидејќи прашањата кои што се ставаат под тепих, еден ден се акумулираат и излегуваат во различни форми од тој тепих. Да, ние албанците не сме задоволни од химната на Република Македонија, затоа што никаде не спомнува дека постоиме, дека сме се бореле за оваа држава, дека ќе продолжиме да живееме. Значи, буквално не исклучува од постоењето во Република Македонија. И да, ние не ја познаваме и не ја чувствуваме како наша таа химна. И бараме да се отвори дебата. И откако платформата на партиите на албанците која беше промовирана во Тирана под покровителство на премиерот на Албанија Еди Рама, го запали алармот во регионот дека се враќа идејата за голема Албанија. Нова лавина реакции предизвика изјавите на албанскиот премиер Рама и косовскиот председател Хашим Тачи дека Албанија и Косово треба да се соединат доколку продолжи да се намалува перспективата за членство во Европската унија на земјите од Западниот Балкан. Ваквите изјави наидоа на осуда во македонската и српската јавност и официјален Брисел. Еврокомесарот Јоханес Хан вчера изјави дека е разочаран и вознемирен од запаливите изјави на некои политички лидери на Балканот, кои според него може да се сметаат за мешање во соседните земји.